Реформи за значајни спортски резултати. Новото Министерство за спорт ќе финансира врвни спортисти. Предходниот систем на делење ваучери во спортот беше корумпиран, вели министерот Борко Ристовски и додава дека ќе се промовира нов начин на финансирање на спортот. Прво ќе се направат законски измени за да се спречат злоупотребите во спортот. Второ ќе се постават приоритети кои ќе бидат повеќе финансирани од државата. Тие се 4 федерации со најголеми спортски успеси, поделба на спортовите на олимписки и неолимписки и потикнување онаму каде што има најголем потенцијал за медали од меѓународни надпреварувања. Веќе следната недела ќе биде објавен првиот јавен повик за финансирање на врвен спорт, на кој што ќе може да аплицираат сите што се надпреваруваат во Европа. Најпрво ќе објавиме повик за финансирање на врвен спорт, тоа значи сите оние екипи и федерации кои што се надпреваруваат во Европа, веќе од понеделник или од вторник ќе објавиме јавен повик на кој што ќе може да се пријават, да партиципираат и Министерството за спорт за таа цел одвои 85 или 84 милиони денари, кои што ќе бидат поделени на сите оние екипи и федерации кои што се надпреваруваат во Европа. Државна инспекција ќе влезе во Кошаркарската федерација на Македонија, најави министерот за спорт. Ако инспекторите најдат нешто сомнително, ќе има санкции, вели Ристовски. Ваквите најави доаѓаат откако селекторот на јуниорската репрезентација обелодени дека неговите избраници кои дојдоа до златниот медал на Европското првенство дивизија Б, јаделе скапана храна, тренирале во пекол и биле приморани да пешачат по 1 час 2 пати на ден на 45 степени, а тој бил изложен на закани од луѓе од самиот врв на федерацијата. Изјавите на селекторот се доста загрижувачки и ќе направиме се што е во наша моќ, веќе во најбрз можеби идната недела да испратиме инспекција во федерацијата за да ги провериме тврдењата на селектор дали се точни и да видиме дали се потрошени сите оние средства кои што ги добиваат федерациите од државата на вистинско место, така да тоа е она што можам јас да го најавам од тука, затоа што ние како министерство мора да се грижиме за средствата на граѓаните кои што сепак ги добиваат тие матични федерации. Ристовски исто така најави и одземање на државната помош за спортистите кои рекламираат казина и облажувалници. Според него, нивните потези се недостојни, а неговото министерство треба да воведе ред, односно систем на вредности и начин на однесување на спортските функционери и на спортистите.